Уметноста игра клучна улога во формирање и изразување на мојот карактер и креативност. Раскажувам приказна преку моето декорирање, како на пример во ова видео гледате јоргован, белиот јоргован, се е во тема бело, нежна боја, кремово, светликаво, се е во иста тема, се е убаво декорирано, да биде лично, убаво, цветно, ангажирано. Изголемува мојата самодоверба, моите вештини се подобруваат секој ден, учам нешто ново и обожавам да направам нешто што е моја лична рачна изработка и се гордеам во резултатот. Почитувани гледачи на OTV.mk, денешното лежерно интервју ќе биде малку поинакво. Разговараме со една талентирана девојка која потекнува од Прилеп, но живее во далечната Канада повеќе од 20 години, а тоа е Антигона Трајковска. Ана е мајка на 3 прекрасни дечина и денес ќе имаме можност да ја слушнеме нејзината приказна. Ана, ти благодариме многу за времето кое што го одвои за нас. Здраво на сите, благодарам многу за поканата. Мило ми е што сум тука за ова интервју, ова е како остварување на сон. Благодарам за прекрасните зборови, за прекрасните комплименти. Многу ја ценам вашата подршка. Возбудена сум и среќна за ова интервју. Декорирањето изгледа нешто што е многу привлечно за тебе. Раскажи ни малку за тоа. Ме исполнува на некој начин што ми дава можност да се изразам. Тоа е нешто многу убаво. Да ги споделам моите мисли, чувства, идеи со други, да пробам нешто ново. Станува збор за давање глас на нашиот внатрешен свет. На тој начин секој може да види што имаш замислено, кои се твоите идеи, како сакаш да направиш, да украсиш. И тоа не поврзува со другите на подлабоко ниво. Јас себе си обожавам да украсувам, обожавам многу и тоа е нешто што ме прави среќна и би сакала да продолжам. Ана, како готвењето влијае на твојот начин на живот? Готвењето е многу важно за мене, важно е за моето семејство. Преку готвењето се изразувам, готвам различни јадења, пробувам нови рецепти, нешто традиционално, нешто измислено од мене. Се мора да биде вкусно убаво и кога е направено со љубов е уште поубаво. Важно е да се има добра здрава храна и важно е да се ужива тоа што се сготвил. Како се чувствуваш кога твојата креативност наоѓа израз на работите што ги правиш? Без разлика во која креативност се имам посветено, дали е уметност, декорирање, украсување, готвење, везење. Важно е да обожаваш тоа што правиш, да имаш таа страст, сила, да ти биде во срце, во волја и да ја шириш таа убавина со сите околу тебе, со твојата фамилија, твоите најблиски, со народот, цел свет. И многу е убаво да се продолжи тоа чувство, затоа што секој ден си подобар во него. Се изразуваш со твој внатрешен свет и секој може да види како е сето тоа што имаш замислено.
Каква улога игра уметноста и рачните изработки во твојот живот и дали имаш некој посебен проект кој што те инспирира? Со секој нов проект си учам нешто, нови вештини, тоа ми помага да растам како личност и тоа да споделувам, да го прави животот поинтересен. Важно е да се научи нешто ново, да се сподели тоа, да се има страст, да се продолжи, да не се откажува, прави она што сакаш. Тоа е многу убаво чувство. Кажи ни каде можат да се видат твоите изработки, твоите декорирања, храната која ја готвиш, се она што го работиш? Моите изработки, видеа, слики можат да се најдат на социјалните мрежи, како на пример Instagram и YouTube имам свои канали. На Instagram сум Find the Joy in Your Life и на YouTube Mama Ana Creates. Се надевам дека ви се допадна моето интервју и она што видовте. Ви благодарам многу. Следи ја својата интуиција. Верувај во твоите чувства. Следи го тој внатрешен глас кој ти кажува што те прави среќен. Изрази својата креативност, пробај нешто ново, не работи нешто, пробај пак или смени нешто друго. Важно е да не се откажуваш, само продолжи напред. Верувај дека еден ден и тој сон ќе се оствари. За некои работи зема многу време, за некои не, но важно е да биде се направено со љубов, со грижа, со страст и да не се откажуваш. Ана, чест ни е што ни дозволи да бидеме дел од твојот свет. Љубовта за семејството, креативноста и животната авантура се нештата кои што ни покажуваат како да се справиме со предизвиците и да уживаме во секој момент. Ви благодарам многу за можноста, за поканата за ова прекрасно интервју. Ова беше многу убаво искуство, многу убаво чувство што бев тука со вас. Би сакала да пратам многу поздрави до мојата фамилија, моите најмили, до моите роднини и пријатели. Ви благодарам многу за вашата поддршка. Тоа ми значи многу. Поздрави до сите вас од Ането од Канада. Почитувани гледачи на otava.mk, се надевам дека ова интервју ве инспирира да ги следите вашите собствени страсти и да живеете полн живот. До наредно гледање.